Во студиото на телевизија Нова е Христијан Мицковски, член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, но и генерален директор на ЕЛЕМ. Добре дојдовте во телевизија Нова. Благодарам на поканата, добро е најдов. Слушнавме од новиот тим на владата, но и од првиот човек на владата Зоран Заев рече дека во буџетот имало доволно пари за плати, за пензии, за субвенции, но сепак рече оти не наследил полна државна каса, онаа сума која што ја спомнувавте вие од ВМРО ДПМН. Денеска и првиот финансиер Тевдовски објави со колку пари располага и буџетската сметка. Каква државна каса ВМРО ДПМН му остави на СДСМ? Ќе бидам краток и јасен и прецизен во одговорот, бидејќи самиот министер денеска успеа да го демантира, премиерот на владата господинот Заев, кога рече дека на денарската сметка имаме повеќе од 6 милиони евра, но исто така на девизната сметка, ако не се лажам, беа околу 150 милиони евра. Што значи дека буџетот е во одлична кондиција, буџетот е оставен онака како што каже и министерот за финансии кога ја вршеше примопредавањето со моменталниот министер за финансии во владата на господинот Заев. Така што полнењето на буџетската каса е динамичен процес и нормално е да во дадени моменти, во дадени периоди од месецот таа биде попразна и во дадени периоди од месецот таа да биде пополна. Во моментот кога се вршеше примопредавањето на функцијата министер за финансии помеѓу поранешниот и сегашниот, буџетската каса беше во изворена кондиција, што впрочем го потврди самиот министер Тевдовски кога рече дека неколку дена потоа успеа да ги исплати сите плати, сите пензии, субвенции и така натаму, што всушност представува една од основните задачи на еден министер за финансии на влада во една држава. Но сепак Тевдовски вели дека нужен е ребаланс на буџетот, најавуваат дека веќе во септември ќе ја прекројуваат, ќе ја кратат државната каса, иако економската фела сугерираше тоа да се случи многу побрзо. Апсолутно ние очекуваме да има поголем број инвестиции, наместо да се крати, треба да се најде начин како да се наполни буџетската каса. И тоа е еден од тоа треба да биде основна цел на владата, вклучително и на ресорниот министер во случајот и целиот впрочем економски тим во владата, а не да се крати, затоа што кратењето може да имплицира само негативни последици и кај граѓаните, но и кај бизнес заедницата. Претпоставувам дека изјавата која што е дадена немала таква намера. Мислам дека ребалансот на буџетот е нормална процедура во една влада, да еднаш во годината следи еден ребаланс, поготоа бидејќи позади нас знаеме дека еден период на изворено наметната политичка криза, кој што кулминираше како што кулминираше. Сега имаме влада, имаме премиер, имаме кабинет на тој премиер, имаме ветувања пред граѓаните, чекаме тие ветувања да почнат да се реализираат и да стануваат стварност. Со кратење на буџетската каса се плашам дека тие ветувања не само што нема да бидат реализирани и исполнети пред граѓаните, туку напротив ќе бидат и релативизирани за некои подобри времења. Гласачите очекуваат да бидат реализирани оние ветувања кои ги добиле во предизборната кампања токму од партијата која што сега ќе менаџира и со другите сектори, не само со финансиите, но што друго рече министерот за финансии Драган Тевдовски, каква државна каса наследил од ВМРО ДПМН, слушаме од прилогот на Данча Азманова. Во буџетот ќе има пари за плати, пензии, субвенции, средства за поддршка на економијата. Парите од еврообврзницата ќе се користат за враќање на долговите, а веќе се работи на подготовка за ребаланс на буџетот, кој што се очекува да се случи и порано од септември, информираше новиот министер за финансии Драган Тевдовски. Нашите главни насоки се да се подобри ефикасноста на јавните трошења, значи секаде каде што може оној луксус, комодитет на власта или неефикасност во трошењето да се скрати, со намера да се даде повеќе предност на нешто што ќе ја раздвижува економијата. Но јас би сакал и да споделам со вас и постојат и ограничување на ова, бидејќи сега сме 6-ти месец, веќе има некои превземени договори кои што ако се скратат, ќе може да има пенали, така да ние имаме констрейнт со тоа. Ќе има зголемување на персоналниот данок, но не и на трошоците за придонеси на фирмите. Нема да се зголеми ниту данокот на додадена вредност, нема да има кратење ниту на платите за административците, истакнува ресорниот министер. Тевдовски информираше дека за една недела исплатиле поврат на ДДВ од 2 милиарди денари, а со редовно враќање на овие средства ќе се раздвижи економијата, смета тој, апелирајќи до компаниите да размислуваат за инвестиции.
Тевдовски ја соопшти моменталната состојба со ликвидноста на буџетот, но и јавниот долг. Од 31.5.2017 година буџетската сметка имаше 400 милиони денари или 6,5 милиони евра, а на девизната сметка имаше 209 милиони евра. Тоа се пари од евроврзницата. Според проекцијата на Министерството за финанси, тие пари од евроврзницата ќе бидат потрошени за сервисирање на надворешни долгови до крајот на годинава. Овие бројки ги демантираше поранешниот министер за финансии Кирил Миноски. Тој вчера во изјава за ТВ Нова истакна дека фактичката состојба на јавниот долг е 45,9%. Според Миноски, со ваквите изјави се загрозува кредитниот рейтинг на земјава и се ризикува кредиторите во иднина да бараат повисоки каматни стапки. Слушнавме од министерот за финансии, тој вели оти на буџетската сметка има 6,5 милиони евра, а на девизната 209 милиони евра. Токму за финансиите, за економските проекти и реформи разговараме во студиото на телевизија Нова со Христијан Мицковски, прв човек на ЕЛЕМ и член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Ги слушнавме деталите од првиот финансиер за тоа во каква кондиција е буџетот. Тој вели оти пари за плати и за пензии, за исплаќање на субвенции има. Пред неколку дена и самиот соопшти оти редовно ги сервисирале обврските, исплатени биле и субвенции, но и стипендии за студентите. Може ли да очекуваме раст на пензиите, онака како што го правеше тоа претходната владеачка гарнитура? Логично е да очекуваме, но за жал пред некој ден бевме сведоци на една дебатна емисија, интервју повеќе да го наречеме на премиерот со уредниците на националните медиуми. Вие бевте исто така присутни и бевте дел од тоа интервју и обраќање на премиерот, каде што многу јасно и недвосмислено премиерот кажа дека пензиите ќе ги пратат трошоците за живот. Односно, доколку потрошувачката кошница е поголема во следната визави претходната година, за толкав процент ќе пораснат и пензиите. Инаку во спротивно нема намера да води политика на зголемување на пензиите, што лично за мене е вака прилично разочарувачка вест за сите оние пензионери кои што целиот свој живот работеле и сега, кога дошол периодот кога они треба да уживаат во привилегиите од својот работен век, не можат да имаат квалитетен живот, квалитетен пензионерски живот. Зашто? Затоа што деноминирањето на валутата, деноминирањето на средствата не е само ради потрошувачката кошница, туку имаме инфлација, депрецизација и така натаму. Еве, во услови да симулираме иста цена на потрошувачката кошница во оваа и во следната фискална година, 100 денара, кои што оваа година имаат вредност X, следната година нема да биде X, него ќе биде таа намалена за инфлацијата која што се случува во таа година. Или со други зборови, 100 денара оваа година нема да имаат иста вредност како и до година. Така што можам да заклучам дека ако е тоа конечниот став и конечна политика во иднина која што ова влада ќе ја води спрема пензионерите, таа е прилично разочарувачка и навистина мислам дека треба што побрзо да ја коригират. Ако велите дека оваа најава на Заев може да се толкува како разочарувачка вест за пензионерите, што да очекува бизнис заедницата од новиот владин економски тим? Да очекува ли диалог како што го имаше претходно начело со Груевски? Од она што можам да заклучам е дека сега бизнис заедницата е директно вклучена во работењето на владата преку свој представник, таму се разбира. Но она што загрижува и што мислам дека бизнис заедницата треба да ја загрижува, тоа е зголемувањето на даноците. Кога велиме зголемување на даноци, точно ние не велиме за данокот на додадена вредност или некои други даноци, него зборуваме точно и прецизно за данокот кој што значи персонален данок на доход. Зошто го менува сега Заев овој данок? Ја навистина не знам, но за да вие направите една реформа, треба да ги извагате работите и да видите што добивате, што губите, која целна група добива, која целна група губи. Во случајот ја не гледам кој добива, гледам само кој губи. Кој губи? Губат токму оние професии кои што се силно платени, кои што се high skills, ние ги викаме, односно имаат големи вештини, кои што нормално е поради вештините кои што ги поседуваат да бидат високо платени, собствениците на компаниите, бизнис заедницата во целост, бидејќи симулацијата е направена како break-even на 1000 евра. Велиме до 1000 евра останува истиот данок од 10%, све што е над 1000 евра ќе се оданочува со даночна стапка од 18%. И сега оправдувањето е кое? Велиме, не може тие што земаат плата 1000 евра
да плаќаат ист персонален данок како оние што земаат над 1000 евра. Во ред и да е така. Што правиме со средствата кои што дополнително ќе се акумулираат? Овие 2000 евра ништо не добиле, а овие што се над 1000 евра загубиле. Ајде да видиме тогаш да ја модифицираме оваа реформа и да речеме овие средства што дополнително ќе ги акумулираме во буџетот, барем онаа ранлива категорија на корисници на примања месечни кои што има до 200 евра, бар да ги ослободиме нив, барем тие да видат некаков бенефит. Со други зборови, вака како што е конципирана оваа мерка, значи само зголемување на даноците. Јас навистина би сакал да ја видам реакцијата на бизнис заедницата во овој случај, но исто така би сакал да ги слушнам и синдикатите кои што нели треба да ги штитат работничките права, поготово оние работници со пониски примања, да најдат место во имплементирањето на оваа мерка и да побараат од идната влада да овој вишок средства кои што ќе го акумулираат наплаќајќи дополнителни даноци кај високо квалитетната работна сила, но и бизнис заедницата, барем да имплицира намалување на даноците кај овие со пониски примања. Односно, нели рековме, паричниците требаше да не бидат подебели. Тоа беше првата изјава што ја даде новата влада. Минимална плата од 16.000 денари и просечна од 30.000 денари. Овие беа ветувањата во предизборната кампања на СДСМ. Сега слушаме дека 500 евра просечна плата нема да имаат граѓаните на оваа земја веднаш, туку после неколку години. Но за да стасаме до 30.000 денари просечна плата, знаеме дека Македонија треба да оствари прилично високи стапки на економски раст или последователен 8%. Прилично е оптимистична и прогнозата на оваа владеачка гарнитура за растот на вкупната економија. Прилично оптимистична и ја поздравувам кога навистина би била така. И мислам дека нема граѓанин во Македонија кој што не го очекува ова ветување да стане реалност. И треба ние да ја стимулираме оваа влада што поскоро да го реализира ова ветување, бидејќи на тој начин ние ќе добиеме побогати сограѓани, посрекни сограѓани, бидејќи нормално е дека доколку граѓаните располагаат со поголеми финансии визави она што било претходно, тие ќе бидат посрекни и ќе имаат поквалитетен живот. Но ајде да видиме реалноста, бидејќи кога давате ветувања од аспект на политичар кој што бледира да стане мандатара понатаму и премиер, е едно кога сте премиер и кога треба да ги исполните тие ветувања, треба да знаете што сте ветиле. Бидејќи кога ќе ветите нешто и ја барате довербата на граѓаните и определувате рок за реализација на тоа ветување, не можете после кога ќе се смени улогата и кога ќе ја добиете мандатарската улога, односно кога ќе станете мандатар на влада, да речете и да го релативизирате сето тоа, да речете сега овој рок не е оној кој што претходно го ветував, него тој рок ќе биде малце подолг. Ако ја анализирате структурата на македонската економија во детали, и ако почнете да правите длабинска анализа на додадената вредност која што треба да ја генерираат македонските компании на своите производи и услуги, и која се движи некаде отприлика околу 5%, а од таа додадена вредност вие треба да ги сервисирате личните доходи на вашите вработени. Но не само тоа, вие треба да сервисирате и од други одредени трошоци, исто така да калкулирате определена амортизација и депрецизација на своите основни средства, но исто така треба да одвоите средства и за реинвестирање, бидејќи ако не реинвестирате, ако не продолжите да се надградувате, вие во одреден период во наскоро нема да станете конкурентен на пазар. И ако тоа се случи за 731.000 вработени, колку што сега акумулира македонското стопанство, и тие истите добиат 150 евра во просек повеќе од сега, ако сведеме не на просечна маргина, тогаш македонската економија би требала негде да генерира дополнителни 2,2 милиарди евра. Во еден момент треба да се појават на приходната страна на сите компании. Прилично висока сума. Па имајќи предвид дека бруто домашниот производ е некаде околу 9,5 милиарди евра, тогаш навистина е висока. Но, повторно ќе кажам, ние треба да го подсетуваме премиерот, што какво ветување дал и треба што повеќе да го стимулираме да тоа ветување го реализира, бидејќи на крајот од денот во интерес на сите политичари би требало да биде една цел, а тоа е да имаат што пострекни граѓани со поквалитетен живот. Затоа очекуваме ова ветување не да го релативизира во временски домен, него што поскоро да го реализира. Едно од ветувањата, веднаш кога ќе стапат на функција, беше и укинувањето на екстерното тестирање и тоа се случи неколку дена пред да почне училишниот распуст. Новиот владин кабинет, министерката за образование Рената Десковска најави дека тие веќе ќе го укинат, а впрочем потоа и пратениците изгласа екстерното тестирање повеќе да не се применува во Македонија. Слушаме најави и за укинување на радиодифузната такса, за враќање на ефтината цена на струјата. Како гледате на овие мерки? Популизам или стратегија?
На првата тема за екстерното тестирање, аргументите за негова имплементација во минатото беа големи. Ние имавме случаи каде што имаше цели училишта со просечна оцена 5, 4,5, цели оделени. Не е возможно во едно оделение да имате вие 30 ученици и сите тие да се скроз одлично. Нормално е да се обидете да направите некаква реформа која што ќе имплицира реално оценување. И тоа е главната намера и мотивација. Може би при самиот процес на имплементација вие наидувате на одредени нормално модификации, но растете со процесот и нормално да го усовршувате тој процес. Една ваква мерка на укинување, која што ја промовираше министерката, навистина не можам да ја разберам. Но од друга страна, јас разбрав дека сега од премиерот дека ќе се отвори дебата всушност за сето тоа, по-конкретно за имплементирање на Кембридж програмата. Екстерното го доживеа тоа што го доживеа. Ете, тоа беше една од првите мерки, ако не се лажам, прва мерка која што ја донесе новата влада и парламентот во тој момент. Укинато е да видиме кои се следните реформи кои што ќе ги направи ова влада во нејзиното водење. Што се несува до радиодифузната такса, исто така видовме релативизирање, бидејќи тоа требаше да биде една од првите мерки на ова влада, но сега разбравме дека тоа може да се имплементира до крајот на годината, бидејќи средствата кои што ќе бидат наменети за да ги покријат оперативните трошоци на македонската телевизија мора да бидат предвидени во буџетот следната година. Еве им шанса, ако прават ребаланс, нека ги предвидат уште веднаш, па со ребалансот нека ја укинат радиодифузната такса. Што се однесува до ефтината тарифа, исто така мерка која што беше силно промовирана од страна на премиерот на владата на Република Македонија во периодот кога беше опозиционер, но не само од него, тоа беше промовирано и од голем дел членови и юришници на тогашната опозициона СДС. Сега гледаме дека и тоа ветување некако временски се релативизира. Ја лично го охрабрувам, бидејќи и до сега имаме ние ефтина тарифа, меѓутоа во различни часовни зони. Имаме 8 сати на ден и тоа е од 10 часот навечер до 6 часот наутро. Велиме сега ќе го поместиме временскиот интервал да биде на план и во ред. Ете, таа како замисла е одлична, но и треба што поскоро да сето тоа се имплементира, но да не биде какафонично соопштено во јавноста. Зашто велам какафонично? Многу едноставно. За времето на предизборието беше прва мерка од кога ќе се добие мандатот, понатаму првите 100 дена, за да слушнеме пред некој ден дека од како ќе се направат детални анализи ќе видиме можноста до крајот на годината, за да вчера слушнеме дека таа ќе се имплементира уште летово. И да имам изјава од господинот Копач, кој што е претседател на Европската енергетска заедница, кој што вели ефтина тарифа да, но со ограничен мандат, односно да има ограничено време, и тоа исклучиво за социјално ранливи категории, не за сите граѓани. И последната работа која што исто така тука е симптоматична, менувањето на тарифниот систем го прави регулаторна комисија за енергетика, која што по дефиниција е независно тело. Значи, ако вие препорачате, тоа значи грубо мешање на политиката со независно регулаторно тело. Но тоа што тоа е секако добра мерка за граѓаните и треба да ги охрабруваме политиките на владата и што побрзо да се имплементира и да реализира ова ветување. Да видиме што ќе се случува. Ќе почекаме. Граѓаните ги интересира и каква цена на електричната енергија ќе плаќаат во иднина. Знаеме дека енергетските компании ги доставија пресметките до регулаторната комисија за енергетика. Конкретно Елем, компанијата со која вие раководите, не побара повисока цена на струјата. Може ли да очекуваме одлука за намалување или зголемување на електричната енергија? Да, ја можам да зборувам од името на Елем и тоа го зборував изминатиот период. На 15 мај Елем ги достави калкулациите од своето работење и она што го форкастира за работење на компанијата во периодот кој што следува, во периодот од следната регулирана година. Ние, како што знаете, не побаравме зголемување на производната цена на АД Електрани на Македонија. Во името на другите чинители на пазарот не можам да коментирам што ќе се случи со МЕПСО и што се случило со Евана, но она што е важно е дека АД Елем, односно АД Електрани на Македонија, не побара зголемување на производната цена на електрична енергија како резултат на сопственото работење, иако изминатиот период кога имавме изворено тешки услови, ние успеавме да се реоптимираме, да ги надминеме тие изворени тешки услови. Многу негатори ни предвидува црни сценарија, за наша среќа и за среќа на државата и граѓаните. Ние сето тоа го поминавме успешно
можам да кажам дека АД Електроенергија Македонија во овој момент е во одлична кондиција. Значи, вашиот наследник ќе се соочи со домаќинско работење, со нула долгови. Како ја оставате Елем? Па во овој момент компанијата има нула долгови спрема добавувачите, нула долгови спрема вработените. Некаде околу 1,25 милиарди денари депозити на сметка и некаде околу 300 милиони денари сметка од тековното работење на компанијата. Со други зборови, една изворена ликвидност на самата компанија, следува периодот на ремонтни активности, производните капацитети такви какви што се во одлична кондиција, бидејќи не смееме да забораваме дека базната енергија се произведува од нашиот најголем производен капацитет, тој е РЕК Битола, и тој производен капацитет е во поодмината фаза, односно поодмината кондиција. Еве вчера слушнавме дека работел еден блок РЕК Битола, што можам категорички да го демантирам. Ниту во еден момент оваа година РЕК Битола не работеше со еден блок, работеше најчесто со 3, но сега поради потребите на потрошувачите кои што се на регулираниот пазар, работи со 2 блока. Се надевам дека така и ќе продолжи до крајот на годината. Имаме изворено количество јаглена депонија, некаде околу 150.000 тони. Имаме негде околу 2,5 милиони тони откриен јаглен. Со други зборови кажано, компанијата е во одлична, да заклучам, во одлична кондиција. Мисковски шпекулациите и информациите кои доаѓаат до медиумите се дека во Елем ќе седне кадар на ДУИ. Кој ќе ве наследи? Имате ли вие информации? Искрено, изминативе денови има доста вака разногласие, кој ќе биде, како ќе биде. Предпоставам дека се уште траат оние пазарење околу местата во третиот ешелон, во кој што всушност спаѓа и Елем, но кој да седне место мене, кој да ме замени понатаму, може да смета на компанија која што е во една фантастична кондиција. Понатаму има сериозно високи цели во периодот на менаџирање со таа компанија во периодот кој што следува, но исто така и голема обврска, бидејќи знаете Елем кој да дојде е компанија на сите граѓани на оваа држава. И грижејќи се за Елем, менаџирајќи ја правилно Елем, го менаџира богатството кој што го имаат сите граѓани во Република Македонија. Од тие причини јас само можам да апелирам до политичките елити да го изберат најдоброто решение и тоа решение само да додаде вредност на она што е моментална ситуација. Нелем, ја би бил тогаш најстрекен. Се повлековте од советничкото место на премиерот за енергетика. Кога го сторивте тоа и зошто одлучивте да се повлечете? Да, тоа беше првиот ден по изборот на владата. Јас бев ангажиран во кабинетот на претседателот на владата без надомест, пробоно, без надоместок за моите услуги таму како негов советник за енергетика и во претходниот кабинет на господинот Груевски, но и во кабинетот на господинот Димитриев. Првиот ден од работењето на новата влада, јас одлучив да се повлечам од проста причина што предпоставам дека премиерот си има свој тим кој што ќе почне да ги имплементира политиките кои што се дел од програмата за работа на владата 2017-2020, што се комплетно спротивни од она што се вели мое поимање за енергетика, економија, начин на функционирање и политичка определба. Останувам како председател на управниот одбор на АД Електроенергија Македонија и негов генерален директор поради сложеност и комплексноста на позицијата која што ја обавувам, бидејќи во АД Електроенергија Македонија работите се менуваат на дневна основа и останувам до моментот дека не бидам разрешен, се надевам дека многу скоро тоа ќе биде. Во кабинетот на Зоран Заев, вице-премиер за економски прашања е Кочо Андјушев и тој доаѓа од бизнис заедницата со силен фокус на енергетскиот сектор. Какви потези да очекуваме од Андјушев? Па сигурно дека треба да очекуваме квалитетни потези кои што во иднина би значеле додадена вредност на самиот процес, да ја апстрахира политиката, иако морам да признам дека во едно интервју кое што беше вчера не бев вака воодушевен од начинот на кој што беше презентиран планот за во иднина како ја гледаме енергетиката. Таму имаше многу критика без конкретна методологија и она што беше дадено како методологија и план беше инсталирање 100 мегаватна соларна електрана која што беше како методологија за инсталирање предвидено субвенционирање во вредност од 4 до 6 милиони евро од страна на централниот буџет на државата и тоа беше споредено со ефектите кои што ги даваат субвенциите во земјоделието, што апсолутно е неспоредливо.
Бидејќи трудовата инвазивност е немерлива и нема цена. Ние имаме преку 100.000 активни земјоделци кои што со преку субвенциите само го збогатија својот семен буџет и квалитетот на својот живот, додека трудовата инвазивност кај една 100 мегаватна соларна електрана е речиси нула, комплетно е увозен целиот производ, никаква додадена вредност за македонската економија, да не кажеме дека е технички тотално нестабилен извор на енергија и она што е важно дека тие субвенции после 15 години коефициентот на корисно дејство кој ќе биде нула ќе бидат фрлени во ветер и ќе треба и ово на ново да се инсталира на нова таква. Така што споредба субвенции во земјоделието каде што директно бенефит имаат преку 100.000 земјоделски семејства што им е основна дејност земјоделието во Република Македонија со субвенционирање, негирање на оваа политика и фаворизирање на политика 4 до 6 милиона евра годишно за една ваква соларна електрана, навистина не е добар почеток и тука би советувал да не се прават такви компарации во ред. Како идеја нека се турка, но нека не се споредува со овие луѓе кои што макотрпно на своите ниви си го заработуваат честно парчето леп. Тоа е едната работа, втората беше она кога е споменато дека работиме со еден блок во Рек Битола, всушност ниту и во еден момент не сме работеле по 2 блока, односно работиме согласно потребите на потрошувачите на регулираниот пазар. Имаше туку уште неколку мерки кои што исто така можам да ги кажам, кои што ги потенцираше заменик председателот на владата, кои што доаѓа од бизнес заедницата. Тоа беше потенцирање на успешен проект кој што го започна владата на ВМРО ДПМН и го разви и го доведе до ниво да биде пример за земјите во регионот. Тоа е проектот за изградба на мали хидроцентрали. Вчера слушнавме колку се такви изградени. Очекувам дека ќе продолжат и во иднина, бидејќи самиот заменик председател на владата рече дека додадената вредност е огромна на тој проект, бидејќи најголемиот дел од материјалите кои што се користат за изградба на тие централи се од домашно производство, значаен проект за македонската економија. Горд сум што сум бил дел од тимот што го отпочнал тој проект да го имплементира, се надевам дека и ќе продолжат. Гледам дека го одобруваат исто така редефинирањето на техничкиот пристап за проектот Чебрени Галиште, што ние го почнавме и го комунициравме во јавноста во низа наврати. Така што очекувам овие квалитетни проекти да продолжат, да предложат некои нови проекти, како што вели премиерот, да дебатираме, па да видиме да направиме најдобро за граѓаните и за татковината. Мицковски, на што ќе се посветите наредниот период? Повеќе на политиката, внатре во ВМРО ДПМН или пак се враќате во академските води? Природно е да се вратаме и го студентите и клупите на универзитетот, од проста причина што ова искуство кое што го имам да го предадам и тоа е еден нормален процес. Се уште не сум го дал последниот збор, напротив се чувствувам многу мотивиран и полн со елан да продолжам понатаму. Така што покрај моето место кое што неминовно ќе биде меѓу клупите и студентите, ќе бидам на терен меѓу граѓаните со политиките на ВМРО ДПМН. Благодарам што бевте дел од вестите на телевизија Нова. Благодарам и на вас на поканата. Почитувани, ве поканувам да останете со телевизија Нова. Имаме нови информации, следете не на секој час вести и секоја вечер дебатни емисии. Гледате телевизија Нова.